Саламат абе Азиз. И ти сам си аплаудираш, а? Почнав. Браво, почнавме. Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во уште една емисија на Опуштено. Дозволете веднаш на почетокот да се инаугурираме. Јас сум Тони Михајловски, од моја лева страна е Дејан Матич. Овие прекрасни лица што ги гледате лево и десно и зад нас е модното студио Црно крак. Најмодерниот аплауз на овие простори. Дозволете веднаш на почетокот да ве поздравам од нашите милием драги спонзори, а тоа се Опуштено. Не, окей. Да, Млекара Здрави Радово, најдобрите млечни производи во Македонија. Пела Роса, се што тече не е вода, значи немојте да наседнете на такви работи. Кога веќе наседнувате, знаете сами каде треба да наседнете, тоа се добрите прекрасни мебели на Монтенегро во салоните во Скопје и Гостивар и секако Промес, врвната индустрија во Македонија за месо и сувомеснати производи. Помагателите Хотел Мрамор, модното студио Црно крак, Ивана Атанасовска, нашиот шминкер, ресторан Дуомо, Ред Карпет, Автомото Коклиника Манџар, цветјарница Блубел, дневниот вестник вечери, секако специјализираното списание за угостителство Баркод. Браво, може еден аплауз. Инаугурација. Епа, откако фино се инаугуриравме, драги мои, значи се представивме кои сме, што сме, можеме да почнеме со шегите. Имаш некој виц за почеток? Глуп. Ај, глуп, кажи За некој виц. Плавуша. Ај. Иде Плавуша да си купи цвикери у оптичарска радња и вика, а ако можеме пар ношари? Вика за слонце, не за мене. Може, аплауз, може. Има многу добар, интересен виц. Доаѓа човек на доктор К и вика, докторке, јас сакам да се соблечам пред вас, вика, имам еден проблем, само ќе ми ветите ли дека нема да се смеете? Вика, видете, ние имаме кодекс, докторите, вика, нема смеење кај нас. Имаме видено се и се што. Ама сигурно нема да се смеете, докторка. Вика, хајде бе, немојте, имам видено се и се што. Се соблекува овој докторката го гледаме најмалото можно пенисче на светот што може, не е ни смока, грицната смока, харц. И гледај докторка, извини. Окей. Вика, што е проблемот со него? Вика, докторке, ми потече бе нешто, мајку. Не знам што е, ми се наду. Окей. Тато и мама решаваат како да се сексаат, нели, дома, пошто децата се постојано дома и не знаат како. И татко вика, слушај, Злато, вика, ти кога ќе седнеме да ручаме, ти ќе си историш супа на тебе. И ке кажеш, идам ја до купатило да се измијам, ја као кидам на мама да ја помогнам и у купатило. Вика, тете, наднам и готово. Иде мајка да се истура, ау, супа, леле, да идам да се измијам, таткото, леле, ма што стори кокошко една, сега ќе видиш ти он по неја у купатило и почињаат таму се так се таслачат и едно децата вика, да видам што прават, иде дзирка низ ключарке, вика, немој некој да истори у супа, тато ќе го утепа од еве. Уште еден глуп, брат. Ај, глуп, тресни, па ја ги имам еден добар. Ја глуп, па ти смешен. Злега у кафана, дечко и вика, дај ми за мене на пиво, види што пие цела кафана, вика, ти написај нешто веко нове. Носи дечко за овој пивце, цела кафана ја части. Дојаде напад и на крај на вечер, банка немове. Мудриле, ќутек, уредо е све. Утре едната па иста да приш. Па исто, дечко дојде кафана. Конавар вика, мене едно пиво, види што пие кафана, вика, ти написај нешто, бе. Па дојде на крај сметка се пади, па нема пари, па ќутек јаде. И така со денови си терало. 100-ти ден дојде, вика, дечко, вика, дај види што пие цела кафана, мене едно пивца, ти не пи, вика, многу си знаем, ако си пијан. Тама видиш, не може поглупо, брат. Се растече. Оце, имам ја еден добар, некој имал проблем човекот со потенција, ерекција, такви работи. Отишол на лекар, вика, доктор, има нешто за дигање, вика, на онаа работа? И има, вика, овој Виагра ќе си земеш, вика, мајсторе, уреду е.
Зимање овој Виаграма, малце го претерал, изгледа, едно 5-6 комада кркнал и почнал една партија со жена му, втора партија со жена му, трета, женава почнала да бега, не си нормален манијак, овој со бандерата, почнал по куќа да ги брка сите, баба, дедо, ова, деца, пиштат, вриштат, се испосокриле, овој се јавува на телефон кај докторот, вика, докторе, бе, вика, шо да правам, вика, цела куќа испоена, не се спушта ова чудово, вика. Вика, имаш ли кисело млеко дома? Имам. Буцни го, вика, у кисело млеко, човече. Зима овој кисело млеко, нормално, го бабка у кисело млеко, овие посокриени, бабата го гледа како го бабка у кисело млеко, вика, бегајте, овој го пуни, пак го пуни, бегајте! Шетале двајца другари по пустиња и некого, пошто по кратки панталончиња, го каснала змија за пенис. И сега шо е, работава и овој другиот се јавува на доктор, вика, шо да правам? Вика, кај го касна змија? Па вика, не знам, не е битно кај го касна. И сисај го отровот, вика, од кај што го касна. Па малце е незгодно, бе, вика, каде го касна. На пенис го касна. Абе, и сисај му го отровот, не е битно. Абе, глупо ми е. Абе, и сисај го. И спушта телефон. И вика, што рече докторот? Што рече? Да умреш, што рече? Е, тоа рече. Еј, не може така. Некој циган украл кокошка, пошто немал што да јаде. И ја однел кокошката, ја очерупал кај некоја река, запали логанче, таман гола кокошката, да ја набија на стапчи, ете ти полицаец, таму иде, и овој, кокошката у вода и седи вака. Шо правиш, бе, вика, ти тука? Ништо не правам, вика. Како бе, ништо, вика? А пердуи, бе, што се овдека? Кокошкава отиде да се бања, па ја и ги чувам пердуите, да не ги украда. Океј. Глупа да бегаме, Ајде. може. Еј, знаеш зашто циган јаде бурек со откопчан шлиц? За да не му се собираат мувите на бурекот. Ај ти се. Прашуе Павлуша дете. Дете, кој да си? 600. Е, да бе, 700. Еј, морам уште еден, пошто е светски ден на ромите. Се јавува ром во брза помош, вика, ало, хитна помош? Вика, да, хитна помош, поведе. Моето дете голтна кондом. И вика, леле, брзо доаѓаме. И спуштаат овие. После 2 минути звони ромот, му вика, ало, китна? Да, не доаѓајте, си најдов друг. Драги мои, па јас се надам дека се расположивме за добар почеток, што има подобро од добар секс. Пардон, виц, се извинувам.